Светлопис раскази за деца. Прва недела од Великиот пост. Победата на православната вера и торжеството на светите икони. Многу одамна, во царскиот и богопрославен град Константинопол, храмовите блескале во сјај и тивка светлина. Воздухот бил исполнет со молитви, а зидовите украсени со светите образи на честните икони, кои како прозорци кон небото сведочеле за Божијата слава. Од нив тивко зрачеле светите ликови на Христос, на Пресвета Богородица и на Божиите угодници, а верниот народ со побожност и љубов ги почитувал, наоѓајќи во нив утеха, мир и духовна радост. Но настапиле тешки времења. Некои владетели наредиле иконите да бидат отстранети од храмовите. Зидовите останале празни, а срцата на верниците исполнети со тага. Црквите станале тивки и студени, како да исчезнала дел од нивната убавина. Сепак, верата не згаснала. Имало храбри монаси, свештеници и верници кои трпеливо ја чувале вистината. Тие знаеле дека иконата не е обична слика, туку сведоштво за Божијата близина и за светоста. По многу години борба и страдања настапил радосен пресврт. На престолот се искачила мудрата царица Теодора. Со тивка вера и цврста надеж, таа донела мир и утеха за црквата. Во еден благословен и светол ден, верниот народ повторно се собрал во светите храмови. Честните икони биле изнесени со побожност и чест, а пламенот на свеките исполнил црквата со тивка и благодатна светлина. Зашто верниците добро знаеле и со вера исповедале: светата икона не е идол, ниту обична слика од дрво и бои. Иконата е свето сведоштво и прозорец кон небесната стварност. Честа што и се укажува не се однесува на материјата, туку се вознесува кон оној што е изобразен на неа, кон првообразот. И затоа, кога верникот со љубов се поклонува пред иконата, тој со срцето му се поклонува на Христос, на Пресвета Богородица и на светителите. Поклонувањето пред светите икони е израз на љубов и вера кон Бога, а не обожување на предмет. И тогаш, градот бил исполнет со тивка и празнична радост. Верниот народ радосно се движел во свечена поворка. Некои носеле честни икони, други свети крстови, но сите заедно со смирени срца и со една уста пееле: Господи помилуј. И кога светите икони повторно биле поставени во храмовите, црквите повторно се исполниле со светлина, топлина и духовна убавина. Верниците почувствувале длабок мир и утеха, како повторно да се вратила одамна очекуваната радост. Од тој благословен ден, Светата црква секоја година во првата недела од Великиот пост го слави овој свет и радосен спомен, победата на православната вера и торжеството на светите икони. Тоа е спомен на трпението, на надежта и на непоколебливата љубов кон вистината и жив потсетник дека светлината и убавината на верата никогаш не згаснуваат. Светлопис за деца.